Ново злосторство врз природата е забележано во Кочани. Со тежок индустријски отпад повторно се труе Мојанска река, а низ нејзиното корито од вчера тече матна и со тежок мирис вода, реагираат кочанските екологисти. Тука тоа место се наоѓа испод индустријската зона, да речеме. Тука е пейпер мил, тука е Руен и Атом Кочани, не викаме дека тие загадуваат, нели? Ама пред известно време инспекторката беше излегнала на терен и беше објавила дека од пейпер мил, дека пронајдено дека од пейпер мил се загадува. Мојанска река тече долж Кочанско поле и таа наводнува неколку хектари оруизови и градинарски ниви. Загадена река значи и загадена храна. Многу штетно се да тоа делува, од тие води се наводнуваат и оризи доле у полето, наводнуваат се и земјоделските култури. На пазарот ние купуваме таму, јадеме, фактички ние таа загаденост преку храната ја унесуваме. Моментално в Кочани има една може да речем, случува се на еколошка катастрофа. Со проблемот со загадувањето на Мојанска река, екологистите реагирале секаде, но крај на загадувањето досега не се стави. Од општината исто така знаат за проблемот, но решението, тврдат, не е кај нив, туку кај државата. Во делот на старата индустрија се уште имаме такви случаеви каде што има испуштање на отпадни води, за кои што ние реагираме повеќе пати, меѓутоа за жал тоа се фирми кои што поседуваат А и Б интегрирани дозволи и се надвор од нашата контрола, односно тие се во надлежност на инспекторатот за животна средина и дека на вистина очекуваме тие да постапуваат неселективно и да ги преминат со сите мерки се со цел да се успешно да се справиме со овој проблем. Во последно време името на Кочани се почесто се јавува на црните еколошки листи. Општината во континуитет се соочува со загаден воздух, а сега алармантен проблем станува и водата. Добро во случајов е што на самиот влив на Мојанска река во Брегалница има пречистителна станица, која понатамошното ширење на загадувањето ќе го спречи. Сепак, решението на проблемот е во спречување на загадувањето, а не во намалување на последиците од него.